Двоцифрен раст на платите во земјава. За една година просечните примања се зголемиле за 10,5% или за речиси 5.000 денари и достигнале 45.276 денари. Зголемувањето најмногу се должи на растот на платите во административните и помошните услужни дејности за 16,5%, во образованието за 15% и во здравството и социјалната заштита за 14,8%. Највисоки плати има во информации и комуникации, просечно 82.396 денари, финансиски дејности и осигурување со 61.623 денари и снабдување со електрична енергија, газ и пареа со 54.712 денари. Високи примања бележат и рударство со 54.881 денар и стручните научни и технички дејности со 53.133 денари. Во јавниот сектор просекот е 48.928 денари во јавната управа и одбраната, 45.928 денари во образованието и 49.524 денари во здравството и социјалната заштита. Најниски плати се исплатени во угостителството и сместувањето, 31.980 денари и во земјоделството со 35.095 денари. Премиерот Мицкоски вели дека тоа е добар сигнал, но и потсетник дека владата мора да создава уште подобра бизнис клима за да продолжи трендот. Никогаш не можете да бидете задоволен од висината на приходите, односно на платата. И секогаш како влада треба да работиме повеќе за да обезбедиме дополнителни средства или да обезбедиме таква средина за бизнисот да се развива, за да можат работниците да добијат повисока плата. Тој оцени дека најновите податоци од статистика ги побиваат, како што рече, тезите на опозицијската СДСМ дека платите не растат и дека владата ја задолжила државата. Вчера Државниот завод за статистика објави податок дека и бруто и нето платата во јули е за повеќе од 10,5% поголема од јули 2024 година, кој што впрочем беше и прв месец од оваа влада. Така што тезата на СДСМ дека платите не само што не растеле, туку и се намалувале, не држи вода. Тој додаде и дека заклучно со вториот квартал од 2025 година за прв пат по долго време државниот долг е намален за 4%, а јавниот за 2,7%. Според премиерот и ова покажува дека критиките на опозицијата дека се задолжуваат неродените генерации паѓаат во вода.